Повторно ќе бидеме во следните минути со вториот гостин на нашата Искра. Станува збор за писателот Живко Гроздановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Да само не е потрошено време, туку Употребено време. Да, употребено време. Ти благодарам, Сузе. Живко, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде во нашата утринска, со оглед на тоа што си прв пат кај нас. Да. Редно да започнеме пред да преминеме на книгата, да започнеме со тебе, така со белешка за авторот, така му доаѓа, нели? Да, секако. Ајде да ја започнеме, роден во Кичево, Кича, така. Имаш дипломирано италијански јазик и книжевност, што значи не си само писател, туку и книжевен преведувач. Да. Италијанист, книжевен преведувач, има и наставна насока, нели? Ама сега сум и наставникот пред 2 години. Да, имаше така доквалификација. Ама да, главно сум преведувач, книжевен преведувач. Сега, она што видов во твојата биографија, имаш во неколку наврати престојувано во странство, како што е Соединетите Американски држави, како што е Италија. Кој е поводот? Па, во Италија поводот, вака, неколку пати сум бил во, да речеме, во Италија. Поводот пред пат беше еден студиски престој двомесечен во Перуџа. Во Америка исто така беше стипендија, тоа беше во средно, а следните 2 пати во Америка беа така, оние познати што беа work and travel. Како се вика, пакети или како да ги наречам, патувања. Во Италија се оние поврзани со книжевност повеќе. Оно што исто така многу ми се виде интересно, можеби нема конкретно врска со писмото за Глорија и со поводот поради кој што си денес овде, но има врска со тебе, а тоа е дека имаш снимено документарец кој што ни помалку ни повеќе бил представен на Канскиот фестивал. Да. Како е чувството да се биде дел од еден ваков фестивал? Па чувството е единствено и неповторливо. Јас имав таа луда среќа или неверојатна среќа. Тоа беше една програма организирана од една француска организација Низи Маса. Тоа беше во 2006 или 2007 година. И сега кога ќе се рече имаш снимено документарец, тоа звучи така А како инаку да се каже? Не, така, тоа е единствениот начин да се каже, ама треба да се потенцира дека тоа беше една двонеделна работилница во Косово. Беше незаборавно искуство со многу убави луѓе таму што ги запознав и со кои што се познавам до ден денешен со некои од нив. И снимивме кратки документарци. Тоа беа документарци по 3-4 минути. Замислата беше да се снимат 5 документарци, но се искомплицира работите, па беа снимени вкупно 7. И на крајот од тие 7 документарци беа одбрани 2. Беше одбрани мојот и така. Имав едно патување до Кан, 2-3 дена и беше така многу облагородувачко, можам да речам. Не патуваш само ти, патуваат широм светот и твоите дела. Особено твоите раскази се преведувани на толку јазици што не знам дали ќе ги набројам сите. Јас ќе започнам, ти дополни анизата. Знам дека на италијански, на германски, албански, грчки. Понатаму? Па бугарски, српски, словенечки. Не се сеќавам јас. Знам дека се 13-14 јазици. Романите се преведени на италијански и на бугарски, некои од романите. Тоа е она, сега кој се рече светски јазици, во ред ако го сметаме овај англискиот за светски, но главно се на европските јазици. И сега веќе денес во ерава на технологијава многу лесно можеш да оствариш контакт или пак обратно некој читател да оствари со тебе, па претпоставувам дека од сите овие земји каде што се преведени на нивните јазици, каде најмногу вака допреле твоите дела? Каде имаш најмногу фидбек, ете така да кажеме? Од сите земји, кога ќе речеме, па може би зашто во Италија и во Бугарија се преведени романите, главно фидбек добивам од тие 2 земји. Секако и од Србија, зашто таму се преведени расказите,
од Словенија нешто, но главно кога би морал да одберам нешто би било тоа Италија, можеби и затоа што нели студирав италијански, па повеќе имам луѓе што познавам таму. И да, но и Бугарија исто така, што ми е посебно драго, нели. Пишуваш, споменавме, нели, раскази, романи, но пишуваш и поезија. Каде се чувствуваш најкомотно? Најкомотно се чувствувам во кратките раскази. Тоа си ти? Да, тоа сум некако тоа најприродно ми доаѓаат тие лапидарни кратки форми. Иако во последно време по долго време, после 20-на, кој ќе се рече тоа како звучи, после 15-на години пак си пишувам од време на време и поезија, но кратките раскази ми се каде се чувствувам најкомотно, највдомено. Да речем. Зошто го скрати на 15, колку што знам, првиот роман го имаш објавено пред 20 години, така? Тоа беше првата поезија, првата збирка поезија. Мислам дека го имаш и тука, така? Значи, пред 20 години се започна со ова дело, така? Па да, тоа беше, се уште не можам да се навикнам нова пред 20 години, како да, ма да, 2004 година, така еден мал јубилеј, можам да речем, од првата објава, на иницијатива на мојата тогашна професорка по македонски, наставничка по македонски, во гимназијата Нова, Тања Ефтимова, објавив, мислам беше објавена книгата Раскази. Сега фер би било тука да се спомне дека ова книга е всушност од оваа страна е, нели, јас сум авторот на Песок и свила, но од другата страна е објавена збирка поезија на мојата драга пријателка Бојана Стојменовска. И така што тоа беше првата објава. Да, ја деливме книга. Живко, што следуваше потоа? Потоа од објави следуваше во 2009 ова отпечатоци врз Скотски мраз. Ја имав така исто среќата и особено сум благодарен на издавачот Темплум, кој што ја препозна вредноста на книгата. Се обидов кај неколку издавачи, така по некои од, мислам некои. Тие неколку што ги прашав, рекоа, па ќе видиме, функционираме вака така. Кога ја предложив отпечатоците на Колја Гелевски од Темплум, рече ова е сјајно, ова е супер и навистина имаше книгата убава иднина, да речам. Имаше и второ издание во 2016 година. И така, потоа следуваа кратки раскази, во 2014 беше првиот роман, Куфер за тројца, тука е бугарското издание, Куфер за трима. Тоа влезе во финалето за роман на година. Потоа следуваат други, следниот роман беше Последното име на иднината, тој е преведен на италијански. Тој влезе во полуфиналето и Писмо за Глорија е сега фактички третиот роман, кој исто така беше во финалето за роман на годината. Токму Писмо за Глорија е и главниот повод што си денес тука, меѓу другото и Писмо за Глорија влезе во финалето за роман на годината, но поводот е тоа што Писмо за Глорија од страна на Градската библиотека Браќа Миладиновци е прогласена за роман на месецот. Так, да. Прво, каков е тој концепт, кажи ми, што подразбира тоа? Од пред 2 години е ова многу убава иницијатива на Браќа Миладиновци на библиотеката, каде што се почнува, мислам, од септември па се до мај или јуни, ако не грешам, се одбираат. Значи, преку лето се одмара, не се чита? Па, не сум точно сигурен, може грешам, нека ми простат од библиотеката ако грешам, ама да, ова ги има тие, значи се бираат тие книги, се бира по една книга од автори што се наши и современи и се бира како книга за месецот. На почетокот на месецот има разговор со авторот, за вечер во 19 е закажан, да. Разговорот, а на крајот на месецот има клуб на читатели. Тоа значи во текот на месецот се чита книгата од луѓе што се заинтересирани. Секако, на крајот на месецот можат тие да присуствуваат
во библиотеката и да разговараат за книгата и без присуство на авторот, за да бидат по-слободени да се кажат што им лежи во книгата, зошто би ја треснале книгата од зид, и така, мислам. Значи, ова на некој начин сега, колку да си скромен, месец посветен на тебе, така? Па да. Како реагираше кога прв пат ја доби таа информација дека токму твојот роман е прогласен за роман на месецот? Па бев благодарен. Бев особено благодарен. Бев во Грција во тој момент и така ми... Беше благодарен во Грција, добро? Да, благодарен во Грција. Бев во Грција во тој момент и така бев малку дистанциран, да речам, од случувањата тука. И кога ја добив таа информација, ми падна особено драго, затоа што така, сепак на некој начин си тука, па не си тука, па си тука и тоа е едно убаво чувство. Беше во известна мера и очекувано на некој начин, но секако беше многу убаво изненадување. Тоа беше одлука на браќа Миладиновци. Да. И така, тие бираат книгите. Да им кажем само на гледачите дека секако дека ќе има една книга, еден примерок од овој роман и за нив, ќе вклучиме еден гледач во нашата емисија, но претходно малку ајде за самото дело. Односно, прво ќе те прашам, има автори кои што сакаат да зборуваат за своите дела, има автори кои што не сакаат, едноставно велат, јас го напишав, се си кажа во него. Сега другите треба да кажат, во која група од овие спаѓаш? Па, веројатно во првата. Значи сепак сакаш да се доискажеш? Па, може би да, може би така, зашто е така автофикција. Тоа е малку необичен жанр, така? Па, необичен, да. Не е нешто на кое што сме навикнати. Одметнички жанр, нели, Ацо Гогов. Тоа сакам да кажам, да, значи имаме неколку, да не кажам критички осврти, имаме така, од значајни имиња, како што е Ацо Гогов. Ќе мора да ми го објасниш овој термин, што тој го има кажано, ти го има класифицирано твоето дело во одметнички жанр. Одметнички жанр, вака, се смета за одметнички, затоа што е автофикција. Кога објасни автофикцијата, па за да сватиме. Па, нели, имаме автобиографија, имаме фикција. И луѓето обично, читателите или како сакаме да го изговориме тоа, иритира. Автофикцијата предизвикува недоразбирање и иритира. Автобиографија се знае. Луѓе напишав автобиографија, ова е мојата автобиографија и тоа е тоа, вака гледам јас на работите, ова ми се случи. Тоа. Од друга страна пишувам фикција. Се измислено. Не верувајте во ништо, може би нешто инспирирано, ама во глобала се знае дека е фикција. Сега, автофикција сме ни ваму ни таму. Дали е вака, дали е така. Сега, ова е автофикција, значи ова е автобиографија, ама има сериозни скршнувања. Човекот е во недоумица, што е сега тука автобиографско, што е автофикција, дали е искрен, дали не е искрен. Значи се зема не е искрен, треба да се земе дека не е тоа искрено, но дали не е искрено? И тоа е тој одметнички жанр, се одметнува. Се ќе не тераш да мислиме додека ја читаме. Па не треба да се прифати дека тоа е едноставно приказна. Тоа не е ни љубопитност, туку тоа е лошата страна на љубопитноста, а тоа е оној збор радозналост. Сега, дали е важно, дали е битно или небитно, тоа е во суштина уметничко дело. Не допрела книгата до читателот. Да, Ацо Гогов го нарекува патешествие, дека си раскажуваш на патешествие. Ќе те прашам како патешествие, но со оглед на тоа што имаме веќе гледач на линија, да не го ставиме да чека толку. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Кого го имаме на линија? И до вас, и до гостинот. Ви благодарам многу. Дали ве заинтересира овој жанр, да ве прашам? Па искрено да, и затоа и савив. Автофикција, меѓутоа морам да ви кажам, кога му кажавме на гостинот дека ќе се вклучи гледач, тој рече многу сакам прашања. Дали имате нешто да го прашате? Па искрено кажано не. Како? Па нешто
Не ми текнува моментот што ќе можел да го прашам. Добро. Тогаш ќе оставиме, имате можност вечерва да појдете во 19 часот и да го прашате таму, а како и да не ви текнува во моментов, разбирам бидејќи рано наутро, се уште имаме малце потешкоти да го вклучиме умот, важно да ги оставите вашите податоци, а ние сега ќе ви кажеме каде може да си ја подигнете книгата. Книгата кај издавачот во книжарницата на издавачот е Тоа е најпригодно, да. или. Книжарницата е наспроти Јосип Брос гимназијата, Јосип Брос гимназијата до Крин сладкарницата. Да, таму е. Да. Тоа е. Може да појде, а прашањата следуваат друг пат. Добро, што ми гледачот нема прашање, да си продолжуваме ние. Ајде, за какво патешествие станува збор? Без да откриеме се разбира. Секако, да. Станува збор за темата, главната тема е патување. Главната тема. има различни теми, нели, се, ама патување беше инспирирано, поттикнато од едно патување точно во Бугарија. Една низа се случија синхроницитети, преклопувања и има доста се има пишувано за тоа, нели, за тоа го има спомнато дури Блаже Конески, тие синхроницитети ги вика животни рими, кога животот се римува. Јунг има пишувано за тоа, цела книга има напишано во длабока возраст. И така се случија тие синхроницитети во тоа едно патување наше во Бугарија. И тоа повлече едни размислувања кај мене, некои поврзување на ситуации. И една главна тема, главен момент беше тоа еден цитат од Јулија Кристева, едно интервју со неа која вели дека преку пишувањето ние всушност се соочуваме со некои работи, си простуваме себе си и на другите, ја споделуваме приказната со другите и тоа е една форма на исцеление. Да, професор Весна Мојсова Чепишевска во низиниот критички осврт вели дека на писмото му даваш исцелителна моќ. Дали го препорачуваш пишувањето како своевидна терапија? Дефинитивно. Да, дефинитивно, зашто по интуиција на своја кожа го имам тоа искусено, кога нели една од темите и болеста или исцелението, значи се соочив со еден предизвик пред 7 години, така автоимуна состојба, и тоа предизвика во мене различни начини барање како сега што да се постапи од длабока тага и депресија до соочување, главно преку пишувањето беше тоа едно како мислех да се во хаос, ама кога ќе седне човек да пишува, нема каде, мора тоа се нели редови, мора да се подреди на некој начин. И така имам до бескрај да се зборува за ова. Затоа имаш и работилници организирано за пишување, креативно пишување. Креативно во принцип пишување. секој пишување би требало да е креативност, така да. Па да. Инаку џабе пишуваме. Па да, сега освен оние што пишуваат, да речеме во, не знам, бирократски средини. Да. Претпоставувам дека кога станува збор за пишување, мислиш на вистинско пишување, а не по социјалните медиуми да се плука се и се што, така? Па вака и не би правил нека дистинкција драматична околу тоа. Пишувањето е пишување, ама не треба да имаме таа поделба, зашто и на социјалните медиуми некојаш се објавува нешто убаво, расказ, да, па дури во некој коментар може да биде кратко уметничко дело. Живко, знам дека имавме уште многу договорено да зборуваме, меѓутоа исто така ти знаеш дека времето нели ни е ограничено. Уште еднаш за самиот крај да ги поканиме во овој случај гледачите, но и читателите. Вечерва во 19 часот во библиотеката Браќа Младиновци. И имам уште една важна информација конкретно за нашата публика, а тоа е дека разговорот со тебе ќе го води Александра Јурковска. Ова го потенцирам затоа што Александра Јурковска порано ни беше колешка, токму дел од нашата екипа, а сега е, да знаат гледачите, книжевен критичар. Така, да, книжевен критичар, новинарка од културата, да.
Или културна новинарка. Да, културна новина. Живко, ти благодарам многу, со успех, со среќа. Последниот пат кој ќе биде и кој ќе имаш роман на годината, повторно ќе ми дојдеш, така? Ви благодарам, да, ви благодарам. Благодарам на